Почитувани посетители на mktenis.mk, нашиот професионален тенисер Предраг Русевски го има направено најголемиот успех во македонскиот машки тенис. Денеска разговараме со него. Во Македонија претежно е застапен јуниорскиот тенис. Дали се сеќавате на вашите јуниорски денови? Па да, сеќавам, секако. За секој дете, за секој град, значи тоа се можеби едни од најубавите периоди кога човекот игра тенис, бидејќи не само што и тренира и прави успеси, него и се дружи со најразлични другари од други земји. Тие турнири се одлично организирани, имаат на тие подобрите категории платено сместување, храна, така да е многу добар период, мотивирачки период значи за децата и секако ја ќе ги паметам тие јуниорски денови, бидејќи како јуниор можеби го достигнав не врвот, но играв еден Grand Slam, тоа е Ролан Гарос, така да тоа ќе ми остане од едно сеќавање како јуниор. Сум постигнал солиден ранкинг, значи сум бил 50 на ITF во светот и сум одиграл еден Grand Slam. Која е разликата помеѓу вашите јуниорски денови и сегашното време? Па можеби во моје време многу повеќе се форсираше јуниорскиот тенис, бидејќи тогаш ги немаше тие фьючерс турнири, него подруг беше начинот на преминување од јуниорскиот во сениорскиот тенис. Значи сега многу повеќе како да кажам, јуниорите многу порано преминуваат во професионален тенис, бидејќи многу повеќе шанси имаат со тоа што добиваат најразлични валдкарти. Има многу повеќе турнири од порано, значи ако во моје време имало 10-12 фьючерси во недела, сега има преку 20-тина. Така да можеби тие најдобрите јуниори не играат толку јуниорски тенис, бидејќи многу порано и повеќе сака да се преориентираат кон професионалниот тенис. На кои се турнири имате настапувано и кој е вашиот најголем успех во кариерата? Добро, имам настапувано значи на секаде турнири низ целиот свет скоро. Тие најразлични фьючерс, челенџер турнири, имам настапувано на еден ATP турнир, Вумак во главни турнир. Имав ранг да играм на 2-3 Grand Slam, но поради најразлични причини значи не отидов. Желба ми беше да играм Ролан Гарос, но за едно место не срекнав, значи бев прв играч што беше надвор од турнирот, така да можеби тоа ми било најкриво во мојата кариера, како да кажам. Имам освојувано, значи доста по фьючерси, бил прогласен за најдобар играч за месецот во мај 2007 година, значи тоа ми е едно големо признание од Светската тениска федерација, така да задоволен сум и сакам нашите играчи уште многу повеќе да постигнат од ја што сум постигнал. Дали можете да издвоите која победа ви е најдрага против кој противник? Па секако мислам дека и на поединечно и на надпреварување кога си во репрезентацијата, секоја победа си има своја тежина, но кога се игра за репрезентацијата за Македонија, мислам дека тоа е една сосема друга атмосфера, сосема друга мотивација и секако оние настапи, оние победи за репрезентацијата во Девис купот сигурно ќе ми останат во вечно сеќавање, бидејќи мислам дека се направи една прекрасна атмосфера, особено тука 2006 на мечот со Финска, значи после подолго време се случи нешто што во Македонија немало. Таа победа секако и мојот настап на ATP турнир ќе ми остане како победи што најмногу ќе се сеќавам во целиот живот. Дали се уште се надпреварувате на големи турнири? Па не, веќе од 2010 значи активно не се занимавам, играв за репрезентацијата до пред 2 години. Настапувам во Германија чисто, значи сакам се уште да играм, но не професионално, бидејќи таму тие лиги овозможуваат да се надпреваруваме, но не за ATP поени, него на клупски план, така да за одржување контакти, за запознавање на нови луѓе, мислам дека тоа е одлична можност, така да преку лето играм таму. Почнав тука да работам значи во тенискиот клуб Тенис Парк Скопје и мислам дека за сега одлично ми. Со Предраг разговараме за актуелните теми во македонскиот тенис, што тој работи во моментов, а и ќе слушнеме неколку совети за младите тенисери. Како е да се работи како тренер? Па супер интересно, значи овие 3-4 години работев најмногу со професионалните играчи во Македонија, често и патував со нив по турнири
Тоа што јас сум го играл, јас сум го патувал, сакам да го пренесам и на помладите и на сениорите што се занимаваат со сличното јас што сум играл, значи да го пренесам и моето искуство. Мислам дека одлична комбинација и да бидеш и тренер и тур коуч, значи да патуваш со играчи и да не биде све едно монотоно, да не бидеш или на едно место, него да имаш најразлични варијанти, така да окей ми, јас сум супер, задоволен сум. Што е потешко, да се биде надпреварувач или тренер? Па секоја работа си има своја тежина. Нормално за кога си играч размислуваш само за себе, значи немаш толку многу голем притисок, додека кога си со тренер имаш многу поголеми обврски, луѓето многу повеќе очекуваат од тебе, поголем е притисокот и мислам дека многу повеќе сакаш и твојот играч што го тренираш или групата што тренираш да направи многу повеќе резултати. Мислам дека бара многу поголема одговорност професијата тренер него играч. Кои играчи ги тренирате во момент? Па претежно тука ни се најдобрите, значи македонски сениори што играат во девиско репрезентацијата. Тука е Томислав Јотовски, Стефан Мисов тренира, Бесир Другути. Имаме и јуниори, значи јуниорите до 12-14 години што и освојуваат турнири низ Македонија, така да полека. Ние сега сме нов клуб, значи 2 месеци. Сакаме многу попрофесионално и подобро да навлеземе во тој баш професионален тенис и јуниорски, сениорски, колку сме во можност да помогнеме на сите што сакаат да играат. На што треба играчите да обрнат особено внимание при преминот од јуниорски во професионален тенис? Можеби тоа е една од најтешките работи од тука во Македонија, значи тој премин, ја го имав истиот проблем, значи тој премин од 2000-та година, од 2004-та за мене беше многу тежок, бидејќи во тој период финансиите секако се главен проблем, тренажниот процес е главен проблем, така да можеби мојата кариера тука стагнирав, значи тие 3-4 години, да се случило тоа што го добив после мечот со Финска и спонзорство и добар тим, можеби многу повеќе би постигнал, но секако треба многу попрофесионален тим, све да се подигне на многу поголемо ниво. И играчите сами да бидат свесни дека не се веќе деца, дека се веќе сениори, многу попрофесионално да сватат работата и да бидат 100% уклучени во тоа што го работат. Вие како најуспешниот македонски тенисер, како ќе искоментирате сегашната состојба со тенисот во Македонија? Сум зборал многу пати на таа тема, значи мене искрено не ми се допаѓа, бидејќи сум го кажал тоа, значи секој спорт, значи сениорската репрезентација е број 1. Доколку таа не се негува, доколку таа не се практикува, не се спонзорира, не се форсира, нема да има ни јуниорски тенис, бидејќи таа е една мотивација за младите тенисери, не само и во овој спорт, него и било кој спорт. Се гледаат прво сениорската репрезентација, едни ликови, едни мотивација за малите деца да играат, да напреднат. И мислам дека треба многу повеќе внимание да се посвети на тоа. Имаме и добри јуниори, но тие згаснуваат кога ќе треба да станат сениори. Дали е тоа од некои други причини, дали се стварно добри јуниори како што мислат, но што да кажам, треба, како што кажав, многу повеќе, многу попрофесионално да се подигне едно ниво да се стане сениор. Многу играчи што сум играл и тука не веруваат дека можат нешто повеќе да постигнат. Можеби јас сум го имал тој проблем, но кога ќе влезеш во тој свет, кога ќе видиш дека не е ништо толку страшно, не е нешто специјално, мислам дека многу полесно ќе напредуваш, да сватиш дека и тие се обични луѓе, само што се на едно ниво малце повисоко ниво, многу повеќе веруваат во своите можности, попрофесионално живеат и тоа се многу мали ситници што прават голема разлика. И за крај, дали после професионалната кариера се уште имате желба за надпреварување? Па да, значи имам огромна желба, ја и понатаму играм, значи и со најдобрите професионалци тука. Патував со нив, играв на некои дубл турнири, бев член на репрезентацијата до пред година и пол. Играм и во Германија, значи клубски мечи, така да се уште сум активен, но не на професионално ниво за АТП ранглистата, него играм за моје задоволство, значи да бидам уклучен во тенисот, за моје здравје, за моје тело, така да мислам дека доколку можам би играл и понатаму за моја душа, како што се вика.